По повеќегодишно исчекување, конечно во Кочани, повторно е отворен дневен центар за згрижување на децата со попреченост. Сместен е во зградата на детската градинка Павлина Велјанова во клонот кај градскиот пазар. Објектот има засебен влез од западната страна и располага со две занимални, кујна и помошни простории. На отворањето на оваа установа, што ќе работи во составот на Центарот за социјални работи од Кочани, присуствуваше и Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Таа рече дека со ова ќе им се подобри квалитетот на живење на лицата со атипичен развој, особено што ќе се избегне нивното секојдневно патување во соседните градови, каде веќе работат слични дневни центри. Ние навистина почнуваме да создаваме услуги кон граѓаните, затоа што системот на социјална заштита досега не се сметаше дека се однесува и на услугите. Се сметаше дека само трансферот на финансиски средства до семејството и тука завршува целиот систем. Не, вистинскиот систем на социјална заштита, значи развој на социјални услуги, блиски до граѓаните кои што им го помагаат секојдневното живење. Тоа го создаваме со секој чекор и покажуваме дека ако отвориме центар утрето денте, кога ќе дојдете, вратата нема да биде заклучена, како што тоа било пракса порано, туку веќе се лицата вработени, се запишани деца со решение преку Центарот за социјална работа и тој функционира со секојдневната поддршка на овие лица и семејства кои што се згрижуваат тука. Но мојата последна порака е дека овие центри не се само за да ги сместиме лицата со атипичен развој. Овие центри се отворени за сите лица кои што сакаат да дојдат и да споделат љубов, емоција, време со овие деца. Важно е децата од овој центар да ги изнесеме во општеството, да се социјализираат, да се вклучуваат, затоа што само така можеме навистина да го подигнеме нивното достоинство, но и да го едуцираме и да го еманципираме нашето население. Дневниот центар во Кочани во моментот го посетуваат 4 деца со попреченост, а максималниот капацитет е 20 лица и тој ќе може да обезбедува услуги и за граѓаните од соседните општини. Во работата со лицата е предвидено да се работи индивидуално и групно, но и со овие одамно планираме да работиме со нивните родители со цел ефикасно извршување на оваа дејност. Оно што мене ме позитивно изненади во последниве денови е зголемениот интерес на професионални лица кои што сакаат да волонтираат во нашиот центар, бидејќи ја препознале идејата за отварање на ваков центар и сакаат да волонтираат со цел нивното знаење да можат да бидат искористени во овој значаен центар кој што од хуман аспект значи многу за нас. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев истакна дека општината ќе биде партнер во сите проекти во кои ќе им се подобрува живењето на граѓаните, без разлика на која социјална категорија и припаѓаат. На овој центар се чекаше долго од причини што сите добро ги знаеме. Најпрвен овој центар беше еднаш како ставен во функција, меѓутоа како што гледате не функционираше толков период и нашата одлучност да истраеме и да го овој центар ставиме во функција на крајот благодарение на Министерството и Министерката за труд и социјална политика еве денеска се сведоци на отпочнувањето со работа на овој центар и како што реков веќе ќе ги децата кои со посебни потреби ќе ги добијат потребните услуги и се надевам дека на задоволство на сите ќе се сретнеме и ќе разговараме и ќе го прошируваме центарот во зависност од потребите на граѓаните на општина Кочани. За почеток во дневниот центар за згрижување на деца со интелектуална и физичка попреченост вработени се 4 стручни лица. Според министерката Царовска, нивниот број ќе се зголемува, како што ќе расте и бројот на лицата што ќе бидат згрижени овде.